Македонската фудбалска репрезентација ја оствари зацртаната цел преку Лигата на нации да обезбеди пласман во полуфиналето од ова надпреварување и да дојде на чекор поблиску до идејата за пласман на Европско фудбалско првенство. Нашата селекција во групата одигра 6 надпревари, забележа 5 победи, имаше солидни изданија со исклучок на дуелот против Ерменија. Се знае дека ќе играме против репрезентацијата на Косово во полуфиналната фаза, а во пресред сме и на жребката за квалификациите за пласман на Европското фудбалско првенство. За сето ова и за уште повеќе детали за македонската фудбалска репрезентација разговараме со селекторот на нашиот национален тим Игор Ангеловски. Нема простор од еуфорија, задоволство да, затоа што мора да бидеме задоволни од она што сме си го поставиле како цел и на крајот сме ја исполниле целта. Но никако дека влегуваме во некаква еуфорија, затоа што се пласиравме во полуфинали и сега имаме две опции за онаа конечна цел, конечно Македонија да се пласира на Европско првенство. Она што и пред надпреварите, после ждрепка да ја скажав дека Македонија е фаворит во оваа група и дека ќе настојуваме да го освоиме првото место. На крајот успеавме и се честитки на фудбалерите, затоа што навистина од 6 добивме 5 надпревари со убедлива гол разлика и мислам дека заслужено на крајот стигнавме на првото место. Сега имаме на втори ждрепката во Даблин, каде што ќе ја почекаме разврската од таа ждрепка и групата која ќе ни се падне во ние квалификација 2019 и тоа се оние две можности, групата и полуфиналето што го спомнавте со Косово за да Македонија конечно се најде на една завршница на Европско првенство. Кога има реализација на одредена цел, односно постигнување на тоа што е зададено како задача, обично е потешко да се зборува за тоа што не поминало како што треба. Меѓутоа, дефинитивно вие имате сигурно некакви забелешки на еден дел од надпреварите, на некој надпревар, на некој од фудбалерите. Мене ме прави среќен што ние стигнавме до ова прво место, а јас знам дека ова не е максимумот на фудбалерите. Прво, мислам дека имавме доста фудбалери кои не можеа од објективни причини да се стават во располагање. Јас можам само да замислам како би изгледала нашата репрезентација која би ги имале еден Стефан Ристевски кој беше повреден последните два надпревара, еден Дарко Велковски, Маријан Радевски, Горан Пандев последниот надпревар него одигра со Гибралтар и кога Македонија би била потполно комплетна, мислам дека и квалитативно ќе биде уште подобро на зелениот терен, тоа сето би изгледал. Нормално дека во овие 6 надпревари имавме еден слаб ден, нешто со Ерменија, каде што за среќа се случија сите лоши моменти во еден надпревар, значи од лош ден и на фудбалери, на судијата кој доста не оштети на тој надпревар, но и тоа го пребродивме и на крајот успеавме да стигнеме на зацртаната цел. Ќе оди македонската фудбалска репрезентација и ранг повисоко во ова надпреварување, според тоа како предвидуваат пропозициите. Таму ли е местото на нашата репрезентација? Мислам дека според квалитетот Македонија заслужи да биде во тоа друштво и мислам дека реално тука Лига С или Лига евентуално пласман во Лига Б би било навистина убаво достигнување. Следната Лига на нации, за во зависност повторно во каква група и таму ќе се паднеме, но мислам дека тоа се исто така многу поквалитетни, посериозни надпревари каде што ќе бидат и мотив плюс за нас да докажеме дека со квалитетот и припаѓаме во тоа друштво. Може би е специфичен момент сега и релативно е рано да се зборува за Косово. Никогаш не може да се знае што во таа перспектива ќе имате и на располагање и како ќе изгледа и противникот, меѓутоа добро е да се проанализира. Како го оценувате овој противник што го добивме за следната надпреварувачка фаза? Можеше ли полошо, можеше ли подобро за нас? Мислам дека беа две опции во игра, Косово и Белорусија, во зависност од нивниот последен надпревар, зависеше кој противник ќе биде наш противник. И го гледав и надпреварот со Азербејџан, каде што убедливо го добија 4-0, се работи за квалитетен противник.
за фудбалери кои се претежно млади, кои играат во доста познати клубови во Европа, склопени во една одлична целина и нормално дека некој кога ќе заврши прв во својата група мора да му ги почитуваме резултатите, нормално дека се почитуваме и себе си, знаеме со каков квалитет да располагаме и да се сложувам со вас дека од оваа временска дистанца е сега малку тешко да говориме што ќе се случува за 15-16 месеци, но секако дека со внимание ќе го следиме све она што се случува во нивниот табор. Кога зборуваме за перспективите на македонската фудбалска репрезентација, секако значи зборуваме за квалификациите, за оно што предстои во Лигата на нации, како селектор од играчки аспект. Каде треба најмногу да се развива репрезентацијата? Искрено мислам дека средниот ред е нашата сила, затоа што имаме навистина квалитетни фудбалери. Јас не го делам никогаш тимот на поединци, но веќе кога ме прашавте, средниот дел и нападот одлично функционира. Одбраната немавме можност да истестираме доволно во овие 6 надпревари, но имавме доста и повредени тука Дарко Велковски, што воопшто не настапи на овие квалификации и мислам дека тој е делот каде што мораме да обратиме повеќе внимание, но ако тимот функционира како тим, нападот почнува од одбраната и одбраната од нападот, така да тогаш мислам дека нема да имаме поголеми проблеми. Видете кога сте во петиот шешир на ждревот, не можете премногу да си посакувате желби. Проста причина што во првиот шешир знаеме кој све се наоѓа, а и од примерот што Германија е веќе во вториот шешир и какви све репрезентации има во тој, но Македонија не се плаши од никого, било кој да биде во нашата група. Македонија ќе настојува во текот на надпреварот да одигра што е можно најдобро од своите можности, да го победи противникот и на крајот од групата да се потрудиме и преку квалификацијската група, да дадеме се од себе да ако не се створи можност да се пласираме и преку групата. Повторно од првиот шешир би посакал Италија, значи да биде наш противник. Останатите шешири од четвртиот шешир би посакал да даде репрезентацијата на Естонија. Во вториот и во третиот шешир има репрезентации кои исто така, како Турска, како Исланд, например, репрезентации кои така се како некоја, да кажеме, желба.